Ова е интересно прашање. Јас морам да кажам дека низ мојата кариера, кога сум држал различни тренинзи и предавања, баш овој компаративен пример сум го користел, бидејќи е многу интересно да се види како една полиса за, еве ќе земам каско осигурување на автомобил, која во моментот е просечна цена од прилика некој 400 евра годишно, за разлика од просечната цена за осигурување на домот која е од 50 евра па нагоре. Значи гледаме скоро пута 8, да речеме, поскап производ. Во број на склучени договори имаме повеќе склучени договори за поскап производ, отколку склучени договори за домот, кој е многу драстично, да речам, поевтин на годишно ниво. И тука ќе се надоврзам на оно што го споменав на почеток на емисијата, а тоа е колкава е во еден сегмент. Значи ја би го поделил во два сегмента. 50% отпаѓа на свесноста на луѓето за ризикот, што се може да настане во нивниот дом, за разлика од тоа што се може да настане на нивниот автомобил. Ако некого прашате што е поверојатно, без да му спомнувате осигурување, дали да ви го изгребат автомобилот на паркинг, или да ви пукне цевка во домот од парно и да ви се крене паркетот, и јас верувам дека 9 од 10 ќе кажат да ми го изгребат возилото на паркинг, да ми го чукнат па да избегаат и така натаму. Самото тоа предизвикува кај луѓето да има поголема потреба да си го заштитат автомобилот, бидејќи сметаат дека се поизложени на тој ризик. Од друга страна, немам точни бројки, меѓутоа сметам дека голем дел од купувањето, односно набавката на возилото, отпаѓа на лизинг услугите, а лизинг компаниите како собственици на возилото кои го даваат на користење на корисникот на лизинг, бараат задолжителна полиса за каско осигурување. Другиот дел, останатите 50% зошто луѓето не купуваат полиса за својот имот, односно и тука ќе земам првенствено за своите домови, е самото тоа што мислат прво дека цената е многу скапа, бидејќи за нив домот има голема вредност. Да купите ви еден стан, зборам просечно македонско семејство или млад брачен пар, се едно, треба да земе стамбен кредит 20, 25, дури 30 години, што се вика да го исплаќа цел работен век. И сега луѓето си прават една аналогија, вика, ако јас ми треба толку време за да го создадам домот, да дојде во, или конечно во моја чиста собственост, колку ќе чини јас да го заштитам. И првиот впечаток на луѓе што се, да кажам, неинформирани околу цената, која ќе им се спомне дека е 50 евра на годишно ниво, како вика на годишно ниво, јас мислев дека е месечно. И кога ќе слушнат дека е на годишно ниво, тука имаме едно олеснување, но повторно не се до крај убедени дека и дури и тие 50 евра кои они во главата им биле на месечно ниво, да ги дадат на годишно ниво. И тука пак е нашата, да кажам, одговорност, бидејќи по мене, не знам Горан дали ќе се согласи или не, е интересно прашање да го одговори, може би како труд на еден, да кажам, продавач на осигурување, треба еднакво да вложи да продаде полиса за дом на клиент кој немал и полиса за животно осигурување на клиент кој немал. А да кажам, генерално продавачите нормално своето време гледаат да го искористат најефикасно. Полисата за животно осигурување знае да чини многу повеќе и во поглед на исполнување на таргети, планови и така натаму, но и во поглед на заработувачка, а полисите за дом чинат многу помалку. И сега, дали еден, да кажам, продавач треба 5 состаноци да потроши за да убеди некого дека за 50 евра годишно треба да си го осигура домот, или тие 5 состаноци да ги потроши со некој да му ја развие потребата дека треба да купи животно осигурување. И тука по мене има, да кажам, една голема улога и ова, бидејќи на крајот од денот секој времето сака да си го искористи паметно, но по мене ова треба да стане масовно осигурување. Најлесната работа е ако се направи, да речеме, да биде задолжително, барем во првата година, кога се купува нов стан од страна на инвеститор, градежната компанија која го гради, да му дојде како навика, за после тоа кога ќе види да може соодветно да си го продолжи понатаму. И што би рекол народот, да му биде шубе ако не го продолжи. Не мора на истото место, меѓутоа веќе ќе има одредена навика дека да, јас сум добил првата година
осигурување, ајде сега јас да видам кои ми се можностите таа полиса да си ја продолжам. И само за крај би кажал, за вие повторно да го вратите домот во првобитна состојба, ако ви се случи немил настан, а тука не зборам за ако ви се крене паркетот или протече вода од комшијата, па видите вие флека на таванот или на зидот. Тоа се штети кои вас нема материјално да ви го уништат квалитетот на живот. Така. Но што ќе се случи, не дај Боже, ако станот го зафати пожар? И пожарот зафати уште 3 објекти околни. И да зафати 3 објекти, прашањето е што ќе правите вие со вашиот дом. Дали сте вие спремни домот кој треба да го создавате 20, 25, 30 години или некој пред вас го создал на соодветен начин, дали сте вие спремни преку ноќ да го вратите во првобитна состојба и да вложите огромни материјални средства. И една проста математика, ако дозволите само. За еден работен век просечено 30 години, ако вие плаќате секоја година линеарно по 50 евра, и вас една штета да ви се случи во тие 30 години, подобро е вие мирно да спиете или да не ги вложите тие, мислам дека се 1500 евра за 30 години. Кажавте сумата дека е